Почитувани мој добар ден, вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија. Денес со вас ќе проговориме за следново. Постојано бараме кредити, позајмици, а пресметките велат дека од сивата економија државата губи 1 милиарда и 240 милиони евра годишно. Ниту една влада до сега не се справи со сивата економија и работата на црно. Ова е впечатокот на бизнисот кој со години апелира да се реши проблемот. Во 21 век се уште се дели плата на рака, а на се повеќе места не се издаваат фискални сметки. Зошто многу луѓе работат на црно и примаат плата на рака? Зошто не бараме фискална сметка? Сивата економија во Европската Унија е околу 19%, а тука во Македонија е на врвот со стабилни 33%. Сива економија од бруто домашниот производ. Бизнес секторот смета дека ова е нелојална конкуренција и може да предизвика затворање на легалните бизниси. Од Стопанската комора бараа да се воведе бела листа на фирми што го полнат буџетот, а црната листа за фирмите кои не плаќаат данок џабе постои. На кого му одговара ваквата ситуација? Зошто ниту една влада досега не успева да се справи со сивата економија? Секако тоа се прашањата на кои што очекуваме да ни ги дадете вашите видувања и одговори, а меѓу другото и ќе ве потсетам секако дека дискусијата можете да ја продолжите со шернување, лајкнување и секако коментирање на Facebook пред се Црвена линија, на Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија и таму е објавена нашата тема, но и секако ќе апелирам задолжително за следете на Инстаграм, бидејќи на Инстаграм ќе ве причека на Инстаграм стори денешната анкета. Прашањето е едноставно. Дали земате фискална сметка? Две опции за одговор. Да и не. Зависно тоа кој е вашиот одговор, кликате на опцијата, а резултатите ги сумираме во проценти и ќе ги соопштиме по рекламите. За почеток се разбира, за да ја загриеме атмосферата, да се подготвиме сите, ќе го погледнеме и прилогот на мојата драга колешка Ирина Чачкова. Државата нема волја да стави крај на работата на црно. Ова е впечатокот на бизнисот кој со години апелира да се реши проблемот. Според проценките поради сивата економија, која ја нарекува мотор на корупцијата, буџетот годишно губи околу 1 милиарда евра. Во 21 век се уште се дели плата во плико, а на се повеќе места не се издаваат ниту фискални сметки. Сведоци сме секојдневно, не се издаваат фискални сметки, односно дури со пристапот типот ќе ви ја намалиме цената за 20% ако не ви издадеме сметка. Ако ја земеме 2022 година, тогаш сивиот дел на македонската економија изнесува 4 милиарди и 282 милиони евра. Ако ја продолжите пресметката понатаму, да видите што значи тоа во смисла на изгубени приходи во буџетот на државата, тоа е милиарда и 280 милиони евра. Првиот човек на најголемата комора во земјава азиски бара УЈП, наместо црна да објавува бела листа за да се види кој го полни буџетот и кој е одговорен дури во вакви турбулентни времиња. Остава таков простор за нерамноправна борба во кој што тие субјекти кои што плаќаат практично ги нема никаде, не можат ни да се искажат, ни мислење да дадат, а тие што не плаќаат, тие се главни. Анализите покажуваат дека во земјава сивата економија изнесува над 33% од БДП. Ова е далеку повисоко од европските земји каде изнесува околу 19%. Бизнисот смета дека е крајно време да се најде решение на овој проблем која јаде економијата веќе 30 години, затоа што кога недостасуваат пари во буџетот, повторно товарот го носат оние кои се најдисциплинирани, наместо да се натераат да плаќаат давачки оние кои тоа не го прават. Ете го погледнавме и прилогот на Ирина Чачкова и сега уште еднаш ќе ве потсетим. Имаме прашања до вас. Според вас, зошто на ниту една влада не успеа да се справи со сивата економија? Секако како потрошувачи би сакале и граѓани, еве и да ни пренесете ваши лични искуства. Дали редовно добивате фискални сметки? Дали ги скенирате можебе, но како и да е, каде гледате дека лежи проблемот во
Еве, големиот процент на постоење на сива економија. До нас секако можете да дојдете со вртење на телефонскиот број 02307-0005. Ке подсетиме дека има 5 линии кои што се активни, се разбира технички задолжително, како и секогаш во секој издание. Апелираме да се намали тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Но особено ќе ни биде драго, се разбира, еве, да ни предочите какви искуства имате. Вие дали забележувате редовно издавање на фискални сметки, дали сте забележале неиздавање на фискални сметки и каде гледате дека лежи проблемот со тоа што се добива впечаток дека ниту една влада досега не успеа да се справи со сивата економија. Секако ќе потсетам дека во оваа дискусија заедно со вас ќе ги вклучиме и Твитерџи и нивните коментари на Твитер, па ќе можете еве и со нив нормално да можеби црпите инспирација, да се согласите со некои од нивните излагања, можеби да не се согласите, но како и да е, црвена линија е подготвена за вас. Па ако го имаме и првиот гледач на 023070005 и 5 линии активни, време е ова денешно издание во четврток да го започнеме токму со вас. Добар ден! Ало, добар ден, Тина. Добар ден! Поздрав многу, јас и вчера и денеска, ама пошто не е политика, па можам да се јавам. Па секако и да е политика, еве Ама не знам да зборувам за политика, затоа и не знам што ќе кажам. Сега за ова да ти кажам зашто не успеа, баш јас се прашував да ти кажам најискрено, јас пред 10 години работев од прилика така некако и се прашував, викам како тие во УЈП не се прашуваат кога ќе ја видат платата од работник до директор, сите земаат да речеме гарантирана, тогаш беше 9000 месечини или 8, не знам како беше, и како не се прашува, како може така, зашто не им влегува, зашто не ги контролира, значи кој имаше корист тука, газдата имаше користа, добро, ќе му даде и на некој работник. Значи, ние работевме у производство. Знаеш што ми беше највише чудно? Еднаш дојде еден од УЈП да си земе производот, сега да не кажувам кај сме работела, да не им наштетам, и дојде, замисли, му дадоа производ и не му дадоа фискална и си отиде човекот. И после ја му викам на газдата, викам, директоре во УЈП работи, како така, леле, што направивме? Ништо, а он после му замачка очи, што знам што му даде, како му даде, сигурно му дал нешто без пари. Значи, сето тоа така, толку сме ние чудни, со малку пари се подкупуваме, така да ни одговарали, не знам што да кажам, значи крајно сум разочарана. И после ќе ми каже мене мојата директорка, ќе ми кажеше, ја и ти Слободанка исти пензии ќе земеме. Па сега тебе газа ти дава 20.000 на рака. Мене ич не ми дава на рака. Ти од тие 20.000 на рака ќе си ги тргнеш на страна, ќе си ги чуваш за пензија, така? Ама мене зашто не ми даваше? Сваќаш како? И сите си молчат и на сите им одговара и само газата е многу користа, државата е оштета. Зошто е така, како е така, дали има, еднаш не знам кој кажа, некој беше на власт, ама не се сеќавам кој беше, рече, ние сме свесни на тоа, ама вика, ќе треба сите фирми уствари да ги затвориме, иначе свесни сме, не се они глупави да не може да видат дека на рака се дава, нели така е. А зошто не им пуштат казни, се е тоа дискутабилно, кој знае што се прави, Тина. Ајде, поздрав, многу убав ден. Многу убав ден и секако останете со црвена линија, продолжете да не следите. Ако го имаме и вториот гледач, продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Па еве, редовно ли добивате фискална сметка како потрошувач? Јас како потрошач редовно ја земам фискалната сметка. Ама се дешава да некогаш сметките не се скенираат. Не се скенираат и тоа се јавувам од кисела вода. Има грнапчиња. Првото грнапче во кисела вода карши Тутунска банка. Немаат уопште сметка да можеш да скенираш. Така, гледате дека има оштетување. А еве да речеме, според вас, зошто ниту една влада не успева да се справи со појавата на сива економија, работа на црно? Ниедна влада не се справува затоа што во корис е УЈП. Во корис се. Газдите, кои се газди?
Газдите се сите тие со транзицијата, што беа директори, шефови и ред други работи. Затоа и тие не преземаат никакви мерки. Еве, дали ова сте еве само вие сведок, бидејќи еве интересно е што напоменавте дека постојат маркети каде што сметките кои што ги издават едноставно не може да се скенираат. Дали еве преку пријатели знаете дека има и повеќе такви случаи каде што сметката не поминува на скен? Вака да ви кажам, јас пред 3 години во УЈП се јавив дека не се скенираат сметките од грнапчето на Зеленчук. Ништо не презема. Јасно. Одлично, еве, драго ни е дека укажавте на вакво нешто и ова апсолутно ќе го земеме во предвид да го поставиме и како тема во наредно издание на Црвена линија. Благодарам за вашето јавување, секако и за еве насоката, идејата која што добивме со вашето лично искуство и продолжете секако да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Имам чувство дека... Добар ден ти не и убав ден. Најубав ден. Ако се слушам, ако сум ја наред, зашто чекам многу. Вие ли сте наред и јас не можам да ви го препознам гласот, дали еве сега веќе гледам дека имаме некого. Добар ден. Да, еве сега више почнуваме. Видите ти не, многу е тешко што ја поставувате оваа тема. Знаете зошто? Зашто само од Битпазар наваќе, од Битпазар симнете се, во тие, на кај таа улицата што ја викаме Пластичарска, влезете да видите дали одеден ќе ви дади сметка. И ако побарате, знаете кој одговор го добивате? Марш, оставете и искачете надвор, ние не знаеме македонски. Сега, еве, денеска тоа ми се случи. Еве, зашто сега ова го кажувам, викате владите. Сигурно дека некој нив ги подржава. Влезете и видете, појдете во тие дуќани. Каква сметка? Ма нема прво нема фискална каса. Каса нема фискална, замислете. Па да ти даде сметка. Нема шанси. Значи, не сме ние народо криви. Крива е влада во овие што ги запослуваме, овие инспектори што се, ајде нека дојде, еве јас лично ќе ви се, преку вас ќе се јавам и нека дојде некој инспектор со мене, да одиме во продавници, да видите, тој дека си биди позади, да видите што се работи. Точно од самата автобуска станица над... Благодарам вам еве за јавувањето и за тоа што еве одлично искуство ни укажавте со што сте се соочиле како потрошувач кога зборуваме за неиздавање на фискални сметки, се разбира сива економија, работа на црно. И секако ќе укажам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секое излагање. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во Црвена линија сте. Како е во Охрид, еве? Во Охрид е злато. За нигде. Како може да се пофалиме? Да ви кажам најискрено, земам сметки, не ги оставам, не ги скенирам, дали има фалсификат или нема, не знам. Меѓутоа за сивата економија, ми се чини дека на политичарите не им одговара да го донесат законот. Прво да се донесе закон за незастарување на делото, кој што, значи, дали не издава сметки, дали направи проневера, дали било што. Тоа е едното. Второто, оние кои што вршат инспекција, контрола во тие дуќани, ако има сега, да речеме, 1000 евра плата, значи да не биде подкупен, ќе му дадам 3000 евра, али затоа да не биде подкуплив и да регистрира све што, значи, ќе види и што не е законски, да биде санкционирано. Ако така се работи, бидете сигурни дека и државата ќе има корист и ние како граѓани ќе имаме корист, ќе има повеќе средства во буџетот да се прават патишта, школи, канализации и така натака. Се зависи од нас, се зависи од политичарите. Меѓутоа, сите тие политичари се замешани во тие
бизниси, они ги водат и не му одговара да се реши тој проблем. И затоа вака ни се случува како што се случува. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ќе продолжиме со гледачи. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, овие влади до сега, ја не ги нарекувам влади. Ова се уништувачи на држави. Не се влади, значи ниједна власт до сега, ниједна. Па дури она на Пиусе што беше почнала. Не зборам за време Југославија, значи ова што беше плурализам, навака демократија. Не за доброто на државата, за доброто на народот. Како доаѓа да бидат власт, така зулум правеа и зулум чареа у држава. И сега нормална работа е дека народот не сака да зима фискални. Како прво правам мојаве со трговци, значи со картичка, ако му платиш, се љути, се друси, се мршти, затоа што со картичката банката не го даночи таму. Значи, фактички он плаќа провизии на банки за да се вика за мој кеф. А не па фискални сметки да користат. Нема да користат, управо се да не користат и ја ги поддржавам. Али зборам само за македонскиот дел. Полека учат од нашиве рамковни браќа по оружје, значи учат како треба да се функционира во раскалашена, продадена држава, која ја владее американецот, која владее британецот. Значи, оваа држава е упропастена од западните сили и затоа луѓе. Благодарам многу за јавувањето. Сега малку ќе ви прочитам дел од твитовите со кои што ги издвоивме за денешната тема, што значи во нашата взаемна дискусија ќе ги вклучиме и твитерчи. Ќе почнеме со твитот на професор Цветковиќ, кој што го има напишано следново. 50 евра у кеш се увек 50 евра. Вие на механичарот, он на пилјарот, пилјарот на зубарот, зубарот у кафана, кафанџијата у месара, месарот на жена му на фризерот и увек се 50 евра. 50 евра на картица, плаќаш банката провизија 36 пати така, о 50 евра ги нема танго и кеш. Тешко нас напишал, немој вака, ќе почнат да ги гушкаат банките сега. На ова одговорил професор Цветковик, да, само чекав кога ќе се спомне ДДВ, сива економија и твитов сосема во друг правец. Па еве, зошто според вас ниту една влада досега не успеа да се справи со сивата економија во земјата, работата на црно, неиздавањето фискални сметки, дури еве и неможноста за плаќање со платежна картица, нешто што е незамисливо во европските земји, дури се повеќе и готовината излегува од употреба. Па што мислите, зошто е тоа така? И сега како потрошувачи, еве може да ни пренесете со што сте се соочиле досега. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и и вам. Да ви кажам, ја ова уназад не знам колку години ја спомнувам оваа сива економија, меѓутоа за жал на никого не му одговара. Затоа што тие што треба да се спроведат, они се инволвирани во сивата економија. Ниске им се скрати. Под претходниот гледач и Цветерџиева потпуно ги поддржувам. Значи, кај нас не е дека не може, кај нас не се сака. За жал, кај нас сите функционираат на сива економија. Видете ги странциве што ни доаѓаат и што ни солат памет. Морам вака за жал да кажам, се извинувам ако некого увредам, меѓутоа за жал морам така тоа да го кажам, не знам више кој збор да го употребам. Затоа што толку не мислат дека ние не разбираме и не знаеме, они доаѓаат да ни кажат, меѓутоа странците се први што таа сива економија ја користат кај нас, затоа што ни во Европа, Америка и Британија не можат. Сега наоѓаат дека некоја држава, некој народ, како да кажам, што можат малку да управуваат со него, бидејќи ние патиме од тој запад. Све што е странско, све што е западно, све што е европско е убаво. За жал, ние самите си влагаме во некоја контрадикторност, буквално и со свој камен по глава. Така да сивата економија, значи, сите овие функционери се во сива економија, сите имаат некои бизниси, сега да бидеме реални, сите знаеме на некој начин.
Меѓутоа, они се толку тактички тоа, сето тоа го работат и се го префрлаат на народот за жал. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Ете, слушате што искажаа досега гледачите, сега кога сакаме да слушаме и кое е вашето не само мислење, туку и лично искуство, како потрошувачи, луѓе кои што пазаруваат, дали редовно ви се даваат фискални сметки, дали ви се случило да забележите работа на црно и се разбереве да ни предочите нешто што можеби јавноста не знае кога зборуваме за сивата економија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти на многу. Голем поздрав и до вас. Моите гради се да поштуват. Дава се судит. От Скопје не си дал. Сивата економија никој се може да суди. Кога прават големите, ти што треба да мора, ти ја прават сивата економија. Они се вадат некој дизачка мало, со 2 торби смоки и со 2 води за твојтак и ќе го натворат. Те е така. Почуват од опашката, не одвалат. Не одвалат. Почуват од големиот, не од малици. Од сите да нима сложи. Голема да ги асици. Која е тоа? Те да поздрав многу. Пријатно. Поздрав многу и до вас. Благодарам и ете што взимате постојано учество во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Јас сум во програма. Да ве слушаме, повелете. Само момент, секунда. Значи, не е праведно и честно да се каже дека досега ниту една влада не се изборила со сивата економија или па не правила добри дела. Ќе го цитирам Вучич, значи српски премиер, председател, тој кажа вака: Груевски беше многу способен човек, многу амбициозен, но дека тој беше премиер со негова способна влада, ниту една фабрика во Србија не донесовме. Сите фабрики одеа во Македонија. А еве кажете ми, ви од Прилеп се јавувате. Дали во Прилеп ви се случило да не ви се издаде фискална сметка? Ретко за годинивот и тие постои ли работа на црно? И тие фискални сметки пак и поведе ВМРО и Груевски да имаме стабилна, легална економија, значи не дива, сива економија. Според вас како може да се искорени сивата економија? Со национална свест на цел народ, да сме лојални како граѓани, тие кои се газди и ние кои сме воштери, да сме лојални. Ако сакаме да имаме добри пензии, плати, здравство, држава добра, тогаш мора да има ред во оваа држава. Почитуваме ред во Германија, Америка, Франција, Англија, било каде, а во наша Македонија секој од нас сака хаос да шири, а бара да биде супериорно. Нема така. Мора да имаме чувство дека имаме својата татковина Македонија и треба секој да работи за добробит на сите. Што би рекол некој, наутро стани, посеј добро. Подсетам само, внимавате на тајмерот. Благодарам многу еве што се вклучивте и што споделивте како според вас може да се искорени појавата на сивата економија. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Гледачот Велес Ристилиевски. Драго ни е. Што се однесува до сивата економија, како прво треба малце да се сврти око кон вработените во републиката, пошто луѓе страдаат, не можат комуналиите да си ги платат, а додека власта си ги крева платите 80%. Нигдека го нема тоа во светот. И луѓето се огорчени и тоа не можам јас да го сватам. Како може една влада да си ја крене платата толку? Не знам, ова го нема нигдека во светот. И докаде ќе одиме, ќе се случи револуција, луѓето ќе страдаат, и сивата економија ќе оди надоле. Не може. А господјата што кажа за пластичарна, дека не биле дуќаните, ја бркале од дуќанот, изборувале албански, тоа е лага. Јас сум стален муштерија таму, одам таму, луѓето се и они се оштетени што се однесува до сивата економија. Не само и убаво работат со православниот народ.
се изборуваат македонски и нема проблеми. Кој од дуќанџиите ќе зборува албански да го брка муштеријата? Така, големо благодарам еве што се вклучивте и што од ваш агол еве ни укажавте какво е вашето лично искуство како и граѓанин, но и потрошувач во земјава. Ајде да продолжиме повторно со Твитерџи. Комшија има напишано вака. Дали знае Чајр што е фискален апарат за другите места и да не говорам, кога на пластичарска ќе добиеш фискална, тогаш имаш право да прашуваш вакви прашања. Доста бе веќе со она на маките на албанците кој продава петарди на Битпазар без да е гонет од полиција. Ахенатен пишува, што бараш на пластичарска, а сакаш поевтино. Епа молчи. И што да ти одговори човек на ова, секако за вас е во ред сива економија. Како и да е, Твитерџи се препознатливи по тоа што водат долги, се разбира, дискусии околу особено и на темава за која што зборуваме. Но факт е дека во државава се уште постои сива економија, се добива впечаток дека на ниту една влада не успева да се избори со овој проблем. Па како можеме конечно да го решиме според вас проблемот? Дали вие како потрошувачи редовно добивате фискални сметки? Дали сите сметки успевате да ги скенирате? И тоа можеме да прашаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија, уште еднаш. Ве слушаме, повелете. Па сега, ако коментирам во име на вистината, може кажете дека ширам говор на омраза или не знам, меѓунационална омраза. А читавте на Твитер нешто дека во некои предели на Македонија едно малцинство се зема за право да не плаќа ни струја, ни вода, ни комунали, ни даноци, па ни фискални да издаваат. И сега, од друга страна, сега се најпривилегирано малцинство, дури има поголеми права и у нас како македонци. Но гледачот пред вас си ги пофали дека се услужни и дека издаваат фискални сметки. Кој како зависи, ама тие си сигурно многу ретки што издаваат фискални сметки. Многу ретки си. Еве ги повикувам добронамерно. Ако сакаат да имаме добро здравство, да се лекуваат нивни деца, да не горат пациенти, дали албанци или македонци во континер болници, тогаш нека станат лојални на оваа држава, нека плаќаат даноци, да имаме една квалитетна убава држава. Оти Македонија е рај земја, за се има услови, само има премногу душмани, независно кои да се македонци. А кажете ми во Прилеп дали има многу кои што работат на црно? Во Прилеп? Ретко. Мислам се дават фискални сметки во секоја продавница, на секаде. Само велам дека многу зависи од лојалноста. Ќе го пофалам еден албанец, млад, така беше актуелен ови месеци, кој кажа дека критика кон своите албанци дека истакнуваш знаме на држава Албанија, а земаш плата од Македонија. Благодарам многу што вие и повторно се јавивте. Тоа е уште еден пример дека во црвена линија, иако знаеме дека постојат гледачи кои што посакуваат и апелираат да го зголемиме време траењето на излагањето, уште е преку примери можност дека можете повторно да го завртите телефонскиот број да добиете нови 90 секунди. А во овие следни ќе слушнеме што ќе ни каже гледачот или можеби гледачката. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добре, јас ќе продолжам со Твитерџи, па се разбереме и ќе посетам дека она за што зборуваме денес се добива впечаток дека на ниту една влада не успеа да се справи со сивата економија. Во Македонија е факт дека се уште постојат примери каде што дел од платата се пријавува, дел од платата се уште се исплатува на рака. Интересен е и фактот што постои многу и работа на црно, како и да е тоа е нешто што во многу европски земји е незамисливо. Но еве ќе продолжиме со Твитерџи, па можеби ќе се согласите со некој нив, со некој можеби не. Ова го извоивме со твитот на Сатоши, кој што вели оданочувањето во корумпирано и дисфункционално општество е кражба. 10% данок заради тоа што постоиш. 18% данок на се што ќе купиш. 27% за субвенционирање на гласачко тело преку ПИОМ и ФЗО и така натаму. Биткоин го решава ова. Ете, така напишал Сатоши.
А што ќе кажете вие? Каде гледате решение во тоа да се искорени целосно појавата или барем да се сведе на многу голем минимум сивата економија во земјава? Добар ден. Добар ден. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори? Дали ме слушате? Да, повелете. Намалете го тонот на телевизорот. Намален е тонот на телевизорот, те сега видите. Повелете. Дали се има црна економија? Појдете во пазара во Битола, повеќе има текстил се продава на црно, отколку што се продава. Ја не знам продавачите што се регистрирани со продавници, тамо што има дуќани, зошто не застанат и не протестираат. Техничка роба и текстилна роба на битолскиот пазар, појдете, има повеќе од кога што има во продавниците. А овој господинот од Прилеп, што го бара груевски, нека си го земе дома ако му е сад, тој го направи проблема со албанците, нека не се жали. Ајде, пријатно и хвала. Пријатно, благодарам еве што се јавивте, еве што најавно сте и укажавте за состојбата во битолскиот пазар. Ајде да видиме, затоа и црвена линија отворена, за да слушнеме директно од вас со што се соочувате, што забележувате, а денес темата ни е секако како да и успее конечно барем на една влада во земјава да се справи со сивата економија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, јас поново ти не се јавувам. Ако слободно отворени сме, повелете. Биди љубезна, сакам да кажам вака. Јас сум работела Жито Лукс. Плата сум земала редовно, само да му кажам на господите други. 12 години не сум имала стаж платено за мој 40 години. Друго, господинов што се јави и што кажува дека на Битпазар дава, кажете му го мојот број слободно, нека ме побара и заедно ќе одиме од Битпазар па се до пластичарската, да видите колку фискални сметки и какво понашење има. Ве молам, извинете што вака повторно, но меѓутоа тоа е таму, толку те шикенира, тоа е нешто од чудо душа. Не смете вака да пипните или да патите, не пипе, кажи што сакаш. Па да видиме, едноставно. Не е така ти некако што кажува. Еве, слободно мојот број го имате, дајте му го на тој господи и заедно ќе одиме. Ако еден даде фискална сметка, јас ќе го частам него или што сака. Тоа ќе... Ова е стварно ненормално со нешто се работи. Еве ти тука на автобуската Сибице карши продава, земам чергички за напред. Дај ми фискална, немам, не ти ги земам. Па не мораш вика да ги земеш. Етите. Вред, благодарам, еве, секако е и дозволено и пожелно за оние гледачи кои што може би сакаат повторно јавување и нови 90 секунди, додека траеме секако да го завртат нашиот телефонски број 023070005. Ете, му имате можност да слушнете слушност многу искуства, одговори, па продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадарци. Прв пат се јавам во ваша емисија. Драго ни е се надевам не и последен. Не е последен, ако може да добиеме, може ако има вака убави тема. Темата ви е многу убава. Зошто ниту една влада досега не може да се справи со сивата економија? Ја бих запрашал едно прашање, предпоставил, кој ја прави таа сива економија? Слушам Битола, пазарот, не знам, или... Не се прави сивата економија со 5 пара чорапи што ќе ги продаде некој на Бит пазар таму. Да изведе едно лепче. Сивата економија се прави со контингентите што увезуваат однадвор или нешто извезува однадвор. Таа сива економија ја прават владите. Сите влади досега од Бранко Црвенковски па до ова ден денес е. Лупчо Рожиевски, Груевски понатаму. Затоа никоја влада не се обидува да ја сопра сивата економија. Јас сум осетил и на моја кожа што сум сакал некој да увезам нешто, па не сум можел, мора да одам преку некој министерство, да полнам некои џепови на некои заменици, министри или директори или таква работа, а ако не, нема увезување. Често почнам да сакам да се увезеш роба. Али додека има моменти кога се увезува цели контингенти, слепери цели,
кај што е замешана владата, кај што некој плаќа процент на одредена партија, кај што некој ги спонзорира овие кампањи и така натам, за нив е отворено секогаш да прават сива економија. Прво, владата ја прави сивата економија, затоа никој не може да не ја спречува. И не се обидува да ја спречи. Ако ја спреча, тогаш за плата никој не работи и во министерства. И ако сега му покачува 70% плата. Таа е пара за нив малку. Гледам ми поминува времето, фала многу и пријатно. Благодарам многу и сега кој ве драго ни е дека некој од вас и за прв пат се вклучуваат во црвена линија, ќе потсетиме нека не биде тоа и последен пат. Секојдневно обработуваме секако теми кои што не засегаат сите нас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Тина, и убав ден. Најубав ден и вам. Ви благодарам. Сивата економија во сите 82 општини во Република Македонија доминират и постои. Тоа со сигурност можам да ви кажам. И во Република Скопје и во некоја помала општина, не знам кај да е, Македонски Брод. Споредба да ви дадам. Шверцот, така наречен, или неплаќање на даночни обврсници. А јас да ви кажам нешто, па ја и ги поддржувам таа сива економија. А ако ме прашате вие како новинарка зашто така се изразувам, знаете зашто, ќе ви ја образложам. Па зашто јас да плаќам за некој политичар или за некој административен данок, а државава и покрај тие даночни обврзници што сме ние од нула не стартуват. Се само за нивните лични доходи работиме. Дали ме разбравте што сакам да кажам? Сивата економија ја поддржувам затоа што сите пари не знаеме кај одат. Узалудно одат во администрација. Не во касата на државата во права насока. И значи тоа е нормална работа. Гледаме што се дешава. Само администрација секојдневно апели, сакаме зголемување лични доход, каде? Кредити и од тие даноци. Па сега више не може само на терет на граѓаните данок. Благодарам многу за јавувањето. Еве што има на Твитер напишано, Илон Трамп напишал: не поддржувајте сива и црна економија. Не поддржувајте неплаќачи на данок. Но еве какво е вашето искуство како потрошувачи граѓани? Дали сте сведоци или сте биле сведоци на неиздавање фискални сметки, за, се разбира, и исплаќање на плата на рака, непријавување на данок и така натаму? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Зошто ниту една влада досега не се справи со сивата економија? Затоа што владата е сива, полицијата е сива, електродистрибуција е сива, собранието е сиво, телевизиите се сиви, новинарите се сиви, емисиите се веќе сиви. Сиви се селото што не плаќаат струја, што прават диви приклучоци, а никој ништо не реагира. Што е ова со ова држава? Има ли нешто површо веќе некаде да се случи, освен во Македонија најлошото што се случува, а сите како слепци гледаме и молчиме, ден за ден да пројде, да преживееме денеска. А утре, а нашите деца утре, на кој ги оставиме, на кој ги ослониме? Што мислат овие граѓани скопски? Кој ќе ги брани Скопјани? Кој? Нема по селата народ, нема млади, нема прирасно население. Што мислат тие со овој сиви лук што се случува во Македонија, а никој ништо не презема? Сиво судство, сиво правобранителство, се е обвинителство, се е сиво. Се е сиво кај нас. Затоа е сивата економија. А во што гледате вие лично решение? Тие помагаат највеќе за дистрибуција разората, помагаат полицијата. Бог да чуе кај на себе, да не ве нервирам, бидете поздравени, здрави и живи да бидеме. Здрави и живи, секако да бидете и ви, да останете да следите црвена линија. Благодарам секако што се вклучивте и во ова денешно издание. Добар ден.
Добар ден и убав ден повторно. Ако, Да ви кажам, прашањето би требало да биде зашто ниту една влада не сака, не дека не успева. Значи, овдека не е до не успевање, ако сака она тоа може многу убаво да го направи. Меѓутоа не сака. Затоа што наш државата ни е веќе сива. Кај нас кој што сака и како сака прави. Еве сега ќе кажам нешто што мислам дека многу народ не го знае. Значи, околу негдека, хајде да карикирам, околу некои 500 милиони евра годишно се вртат банките што ги зимаат од пензионерите што зимаат пензија на картички. Значи, ова владата не го знае. Кој еве ви сива економија, значи идеме на големо, не идеме веќе на мало. Со овие мали ситни сива економија, мислам греото е да се спомне и да се каже. Меѓутоа, знаете како владата пушта тие ситно да можат да се задоволат, за да може она на крупно. Значи, ова се влече вака, мислам, некој 20 години, карикирам сега, точно не можам да кажам, некој го направил, видите банките како се. Банките печатница за пари, не им треба ништо. Зашто? Друго, од касата на пензионерите, зашто да има некои здруженија? Камо да видиме фактури, фискални изводи, кај се трошат, кој ги дава? Значи, пензиите ги дава владата. Тоа е државна институција. Како може на приватни, овие каже ги, што им се здруженија, да им префрла пари? Па чекајте, кој ме прашал мене? Тоа се работи за големи пари. Тука се 330, еве колку се... Благодарам, еве и повтор пат што се вклучивте во црвена линија. Еве уште еден интересен твит од механичар, тој пак напишал: негувајте сива економија, бе, прекрасно е. А зошто напишал, бидејќи бе практично и ретвит на твитот на балерината, која што има напишано: туку што и поклонив еден iPhone 14 Pro на државава. Дали сум само јас доволно глупа уште да плаќам данок? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Не можев да не се јавам многу актуелна тема, но за објаснување на прашањето треба многу време, зашто еве тие што сакат да го решат, нека прашаат во Европа, кај нас 33%, кај нив 20%, значи тоа е еден тежок општествен проблем, но тоа поводот што сакав да се јавам е заради тоа што ги слушатели гледачиве кои што ја поддржуваат таа сива економија. Вика, зашто јас да давам пари на државата, вика? Па тоа се мои пари, јас сум ги заработил, ме разбирате? Океј. Ама од друга страна бара бесплатно здравство, бесплатно школство, администрација ефективна, така ли ефикасна? Па од кои пари ќе се плати тоа? Тука кај нас не достига чувство за заедништво, разбирате? Само јас и никој друг. И тоа е нашиот главен проблем, вака психолошки посматрано. Затоа што мора да одвоите вие средства во заедницата, за да може да се финансираат тие заеднички средства. Сега второто прашање е па тие како ги трошат. Значи тоа е една врзана спрега која што во организираните држави се прави подобро, кај нас се прави на овој начин како што се случува. Благодарам. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, на линија сме, господине. Да, на црвена линија, повелете. Така. Ало? Ве слушаме, продолжете. Ало? Ве слушаме. Дали е намален тонот на телевизорот? Дали... Не е намален, не знам, само други, а ние ве слушаме на црвена линија. Па повелете, во црвена линија сте. Така, јас слушам на црвена линија, со економијава системов е, ме сатате. Дали се уште сте на црвена линија? Ало, па не се слуша господица на црвена линија, ама слушам гласот не е мој. Како не е ваш гласот? Ние одлично ве слушаме и гледачите на телевизија Телма. Повелете. Абе видите, со економија збореме, со економија знаеме дека не посет економија. Еве ја пензионер сум ја. Економијата нами, како систем на економија не стига нами ништо не стига. Јас сум као пензионер, еве сега, јас сум 20 дома. Така, слуша, фала ви многу. Сега добро заврши ми секунди, ама фала ви многу, ама економија, со системот нас, ништо не функционираме ние кај нас. Ништо не функционираме, не ни стига нами.
сакам да речем со пензиве, сега, ја, као систем, што да ви кажам, не знам ја дека ја потрошач сум на сите потрошачи, значи, ме свачате ли нешто како, сакам да се напијам, сакам да се дружам, се, пензиве, се зборам едноставно за пензиве. Благодарам Иве што се јавивте во Црвена линија. Сега кој ние ви посакуваме секој ден да ви е убав, да се уживате во животот, да имате и поголеми пензии секако. Но на зашто говориме денес темата во Црвена линија е како да и успее конечно на некоја влада, па еве и на ова, да се справи со сивата економија. Ја ќе напоменам фактот дека оние кои што живееле и работеле и се уште живеат и работат во европските земји, например во Швајцарија, дури и соседите ќе пријават доколку сами поправате, односно некои апарати по дома или пак доколку се случи, дури и да однесете оброк на вашиот сопруг на местото каде што работи. Со оглед на тоа што ќе се добави впечаток дека подготвувате во едниот случај храна или во другиот работите на црно како мајстор. Тоа дури и самите граѓани на државата, конкретно за Швајцарија станува збор, го укажуваат на властите и веднаш се реагира. А како еве во земјава да се справиме со работа на црно, со исплаќање на дел од платата на рака, не плаќање даноци, секако не издавање фискални сметки? Добар ден. Ало, дали сум уште? Сега сте, повелете. Сега тек? Да, повелете, ве слушам. Благодарам, ја испеав една песна, ќе повторам. Супер ви е темата, видите, ова сите влади на некој начин не е исто ова што е напишано. Ја ценам вашата телевизија. Од ова влада што направи антинационални сиви економии не постои до сега сите минати што помина. Зошто? За мене антинационална супер сива економија е ова што името го продаде. Тоа е, видите, економија е упрашање, интереси. А знаете, економија е интерес. И затоа сигурен сум дека огромни средства се прелеани и испрачкани сето ова што се продаде. И јазикот и сите нешта тие. Понатаму, и исто сите овие оптеретување што се прават со втори јазик, трети јазик и така натаму, сето тоа е оптеретување на народот овде, без разлика од која етничка заедница припаѓа. Сето тоа е оптеретување. Сето тоа оптеретување што се краде индиректно под наводници од народот, оптеретувањето е тоа, се со овие закони анти што ги донесоа недемократски. Ова другата што е економија, финансиска, да ја крстиме секундарна. Таа, замислите, е на вашата, се повторувам, телевизија и на сите други го кажуваат дека узурпирање на 90 секунди е време трењето, но секако ќе ви се заблагодариме за јавувањето. А сега е време за реклами. А сега по рекламите, како што и постојано правиме, време е да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. Тука уште еднаш ќе ве потсетам, следете на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook и секако Црвена линија на Instagram. Инстаграмџе кои што не следат на прашањето денес дали земате фискална сметка, со да одговорија 75%, со не 25%. Јас ќе потсетам дека еве дискусијата на темата можете да ја продолжите и по Црвена линија, да шернувате, коментирате и лајкнувате. Ќе потсетам дека на профилот на Црвена линија имаме коментар во однос на темата. На врата продаваат, а инспектори поминуваат и се прават дека не ги гледаат. Илија Цветановски напиша: ние секако утре се гледаме со вас, а ви останете да ја гледате Телма телевизија. Довидување.